Во присуство на вработените во јавното предпријатие ИСР денес свечено беше пуштен во употреба асфалтираниот и хортикултурно уредениот влез и паркинг на Штипското комунално предпријатие, како и новите паркинзи, од кои е еден во кругот на фирмата. На промоцијата присуствуваше и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој истакна дека општинската власт ке стори се за подобрувањето на условите за работа на вработените, а за возврат очекува граѓаните на општина Штип да добиваат квалитетна вода. Се заукружи уште еден многу значаен проект со кој се уреди просторот кај седмата кула и истовремено ЈП ИСР доби одличен влез, доволно паркинг места. Ние само велиме вака дека нема да застанеме, значи ние рековме пред година дена дека тоа е загревање. Значи се уште се загрееме, значи да го направиме Штип модерен град. А сакаме да им порачаме на граѓаните на Штип дека имаат право да живеат во чист, уреден град, кој ќе има безпрекорна хигиена, кој ќе има вода во секое време, каде ќе бидат асфалтирани сите улици, парковите безпрекорно држани, инфраструктурата на вистина на завидно ниво. И мислам дека досега покажавме дека можеме тоа да го направиме, се со сопствени средства, без да го задолжиме штипскиот граѓанин ниту еден денар. Изгледот на дворот дава приказ на домаќинско работење. Во случајот работењето на јавното предпријатие ИСР, новиот асфалтиран пристап кон јавното предпријатие дава нов лик, а со тоа создава и ново мислење како кај граѓаните, корисниците, така и за сите субјекти со кои соработува предпријатието. И овде го средивме, хортикултурно го уредивме, ги асфалтиравме улицата, направивме два нови дополнителни паркинзи, секојдневно доаѓаат странки во јавното предпријатие ИСР за разноразни потреби, доаѓаат вработени, знаете каков беше патот, целиот беше руиниран, беше уништен, значи по него не можеше да се вози, да се оди пеша, камоли со кола. Гледате сега едно ново руво, ова граѓаните ќе го видат впрочем низ целата општина и веќе го гледаат. Досега ниту едно раководство во изминатиот период досега нема направено толку колку што има направено градоначалникот Захариев заедно со неговиот тим. Од асфалтирањето на пристапниот пат задоволни вработените. После толку многу години очекувања и барања и трчање по многу врати, ова раководство на чело со градоначалник Илчо Захариев стигна и ова да го заврши, тоест дворот и пристапниот дел и паркинзите околу фирмата да бидат средени. Ова секој ќе значи подобри услови за работа и почисти и похигиенски за нашите вработени, а исто така и многу полесен пристап за сите странки кои ќе доаѓаат во нашата фирма. Со доаѓањето на новиот директор Ангел Бојаджиев и градоначалникот во програмата влезе и пристапниот пат на ЈП ИСР. Со тоа искористивме повеќе стари гуми, го уредивме просторот. Техничкиот дел го ние како возен парк го презедовме. Патот е асфалтиран, значи нема повеќе скршени федер платна, нема повеќе скршени амортизери на возилата. Со асфалтирањето на пристапниот пат повеќе нема да има проблеми да се движат возилата во возниот парк на јавното предпријатие ИСР, кој директорот Ангел Бојаджиев најави дека ќе биде збогатен во текот на оваа и наредната година. Ние веќе набавивме две нови возила за изфрлање на смет. Во фаза сме на набавка на два нови трактори. Оваа година ќе биде толку бидејќи нашите финански можности се толку на границата, меѓутоа во другата година веќе со градоначалникот разговараме, ги користиме неговите лични пријателства по амбасадите да ќе можеме да обезбедиме и други возила, нешто донација, нешто ќе купиме, така да ќе успееме да го комплетно смениме возниот парк. Сепак, приоритет на јавното предпријатие ИСР ќе представуваат реконструкцијата на водоводната и канализациона мрежа на територијата на општината, уредувањето на парковите површини, хортикултурното уредување секаде каде граѓаните ќе имаат потреба од тоа. Уредувањето, односно асфалтирањето на пристапниот пат до јавното предпријатие ИСР следуваше откако беа завршени сите активности околу обезбедувањето на основните услови за работа, вклучувајќи го и уредувањето на фасадата на управната зграда. Таму имам исто комплетна промена на целата подземна инсталација, значи дали се работи за канализација и водовод, и тоа мора да го решиме заеднички, така да не смееме во овој миг ние да започнеме нешто неспремни и жителите да не чекат со години да го тоа завршиме. Ние работиме на принципот максимално припремени, стартуваме, најкасно за 30 дена се да биде завршено, да жителите не почувствуваат дека ние сме неодговорни према нив и им ствараме секојдневни сладки главоболки. Тоа не е наш принцип. Така да ќе биде најверојатно година и таа улица санира, и не само тоа. Целта на идната година, значи да не остане улица во Штип која нема да биде средена. Сите улици мора во нашиот град да бидат средени, онаму каде нема изградена инфраструктура и тоа да биде завршено. Нека бидат трпеливи жителите, гледат дека не ги оставаме, значи не мислиме за нив, никој нема да биде запоставен. Може да ни критикуваат, нека ни даваат предлози и идеи и ние ќе ги прифаќаме во рамките на обезбедените пари од сопствениот буџет, ќе гледаме тоа да го реализираме. За сега тимот со кој јас раководам и луѓето кои се околу мене, навистина се максимално посветени со активното учество во тендерските постапки, да направиме навистина коректни тендерски постапки и постоечките пари да ги направиме да бидат 10 пати повеќе искористени и место една улица да направиме да речеме 10 улици. Тоа е нашиот принцип и така ќе биде.